А сега да го пречекаме нашиот гостин Ерхан Шукри, човек со неверојатна позитивна енергија, не само позитивна енергија, туку и заразна енергија. Секогаш наш драг гостин Ерхан, добро утро. Добро утро. Добро ни дојдовте. Добро најдовме, многу се радувам што сум кај вас во емисијава. И многу честитки до вас. Заедно сега и телевизиски ќе одбележиме вашата 30 годишна кариера и како музичар и како педагог. Така му доаѓа. Да. Пред да почне за разговорот со Сузе, сакам да ве прашам, бидејќи во подписот ќе ви стои професор, диригент, директор на квартетот Арко, па ме интересира што би додале, односно како вие најмногу се доживувате. Се уште не знам. Да, се шегувам. Голем е изборот. Да, па добро, мојата матична куќа е сепак ДМБУ Илија Николовска Луи, каде што работам веќе скоро 29-30 години како професор по виолина и камерна музика. Тоа ми е базата, а другото, односно мандолинскиот оркестар Скопје, гудачиот камерен оркестар Арко, се дополнителни, како да кажам, можеби фактори и субјекти кои што ми го пополнуваат тој музички живот. Така да образованието и културата на некој начин ги правиме една симбиоза за да нели се твори толку години. Така да е доста интересно и за мене различно, но во секој случај е дел од мојот живот. Па да, грејото на што го поседувате, што го умеете, да не го пренесете на други генерации, така? Да, дефинитивно, и тоа е убавината сето она што се случува на терен, да речам, бидејќи сепак во крајната цел и во образованието децата што ги учиме, односно еден ден ќе си го најдат сопствениот пат, стануваат наши колеги и сепак пласпаното е во културата. Сузе повели да не ти се меша Благодарам, многу. инаку морам да додадам дека на уметниците најтешко им паѓа да бидат директори, тоа го потврди и Боби кој пред малку го испративме. Боби покрај тоа што е професор и естраден уметник, тој е и на државното училиште директор, но овде се работи за еден поинаков директор, на уметнички директор на квартетот Арко, човек кој што навистина, како што кажа и Искра, има една толку забележлива, позитивна енергија која ве релаксира и која ве инспирира да создавате добри дела. Ерхан, нема да ми замериш ако нема да ти персирам ова утро, така нели? Се разбира. 3 децении веќе колеги, пријатели, ја имаме музиката за една од првите 3 најважни работи во животот покрај семејството и се останато. Ти честитам и официјално за овој двоен јубилеј, 30 години педагошка дејност и 20 години од постоењето на Арко. Веќе 2 до 3 недели помина. Како ќе ги сумираме впечатоците од овој голем настан кој што имаше и хуманитарен карактер? Да, некако во тоа обмислување, уште кога минатата година размислував како да оди целата приказка, појдов од нулта позиција, зашто знаете, после долги години на творење и создавање, едноставно доаѓаш до ситуација и сега како и што. И така да неминовно беше да се спојат сите сегменти за тој јубилеен концерт и во целата таа организација. Така да колку и да имаше селектирање или одбирање на самата програма за самиот концерт, многу тешко беше и што да се одбере. Бидејќи поминато е многу работи се поминати и така да на некој начин сепак на крајот излезе она најдоброто што требаше да се стави во програмата. Така да за мене беше тоа доста импозантна приказка, бидејќи на сцена има 100 учесници. Тука беше гудачкиот камерен оркестар Арко, мандолинскиот оркестар Скопје. На моје особено задоволство гостуваше и детскиот хор Свети Кирил и Методи од Велес. Да. И што ми е многу драго што имаше таков еден уметнички апарат на самата на сцена и посебно драгите солисти кои гостува, имам гости од Турција, од Австрија, од Италија, нашите македонски уметници. Така да беше една импозантна бројка, каде што, за мене беше прво предизвик и бараше голема организација, затоа што сепак во приказката сум one man show, сето тоа сам го организирав од почетната идеја па до крајната реализација. Така да директорувањето ми е можеби сам на себе сум си директор од една страна, така би се рекло. И најбово е кога сам кој ќе си поставиш цел да целта ја изодиш сам и да ја реализираш. Браво, секоја чест. Ти реши средствата од продадените билети за овој концерт да ги
посветиш на дечињата со дијабетес, кои што за жал ги има поприлично многу во земјава, и свесни сме со какви голготи се соочуваат овие семејства на таквите пациенти, и на децата и на возрастните. Како ја заокружи оваа приказка и колку се тие благодарни, има ли рефлексии после сето ова? Да, вака сега јас мораше тие некои законски и правни работа се поминат после концертот ова. Министерство за финансии, Министерство за правда, така да веќе во наредниот пет ќе идеме кон реализација на тоа. И морав тие, мислам искрено, бидејќи сам ги трчаш, мораш и тоа да го истрчаш. Не знаев, ете, и јас ги научив после концертот дека треба да се изводи како пат и сепак да се таа процедура да се заврши. И знаеме како кај нас не може веднаш да се заврши тоа. Така да драго ми е што сепак јас се останувам на таа основна моја идеја и ќе се реализира во наредниот период. Да, сакав искрено многу побрзо да се заврши, но ете, сепак има процедури. Така да, јас дека ќе ја променам ситуацијата, дека ќе оправам, не сигурно не, но барем малку да се скрене внимание, да се подсетиме дека сепак децата се најважната работа, најважниот сегмент во нашето општество и нашата иднина пред се. Така да верувам дека ете малку барем што се вика капка во тој океан ќе помогнеме на одредена структура на родители кои што пред се загрозени што не може да се дозволат да купат глукомери и лентички. Да, камо сите уметници да размислуваат вака, навистина светот би бил поубаво место за живење. Македонија поконкретно, бидејќи ние живееме во македонски услови. Ти и твојата сестра Мерсиха Шукри, првата харфа во нашава земја, сте 9 деца на Рамадан Шукри, познат уметник, неуморен работник, човек кој што ќе остави трајно место во областа на културата, музиката, уметноста, кој што до ден денешен ми се чини дека е активен, иако е официјално во пензија, така? Дефинитивно, он и баш на мојот јубилеен концерт гостуваше ова и беше драго бидејќи целата приказка и моето засакување со работа со ансамбли почна од него, бидејќи јас негде 6-7 деление почнав да свирам кај него во оркестар од гитара и така да сето тоа се развиваше понатаму со асистирање, па ете и еве ги самостојни концерти, така да неизмерно сум му благодарен што може индиректно во целата таа приказка ете се оствари таква една комуникација, така да тоа ми е многу драго и он да уште твори, се разбира дека уште е активен. Мислам, он е неумерен и понатаму таков има еден ген што е неверојатен. Морам да искра да ја кажам, не знам колку искра имала прилика да го среќава и да биде привилегирана да биде една од пријателите на Рамадан Шукри, тоа е тој задолжениот за таа заразна позитивна насмевка, каква што имаш и ти, по тоа гледачите често те препознава. Ама и сестра му, и таа си ја има таа енергија. Искрено морам да признам сега, иако еве сите тројца сме уметници, да речем можеби тоа наследство и од нашата мајка, бидејќи она е еден таков дух, неверојатен и целиот мотор во тој развој и за Рамадан што направи кариерата, ете и ние како нивни деца, заслужна е мајка ми, тоа дефинитивно. Апсолутно се сложувам, познавајќи ја и неизе, дури се прашувам како и неизе не ја исправивте на сцена сите овие години. Да. Па дефинитивно добро, она е диригентот логистика, интернатна служба, само на бекстејдж. Таму е диригентот. Одлично. Кажи ми во овие 20 години на Арко, кои беа најдобрите години и кои би ги издвоиле еве вака настапи како совршени настапи? Сузе, тешко е да се, кога создаваш сам, сите ти се твои деца, мислам, како да кажам, на некој начин сите концерти. Идејата на Арко почна уствари во училницата во музичко, почна бидејќи на моите ученици уште во основни им организирав камерна музика. Понатаму они заминаа да учат со друга професионална ориентација. И така да пак можеби мандолинскиот оркестар е виновен што дојде и до Арко создавање, бидејќи мандолинскиот е знаеме аматерски, мислам со аматерска основа, не е со професионална опредба. Така да и така почна Арко со моите поранешни ученици и тоа обстојуваше доста години. Па понатаму веќе и како растеше Арко, растев и јас и почнавме да правиме концерти со професионални музичари, со колеги кои се работени во опера, филхармонија и кај мене во музичко. Така да во тој развој секој концерт си има носел своја убавина и свој растеж. Што да речам, можеби ете вака по што да издвојам. Да, можеби пред 5 години еден концерт што има Фица филм со филмска музика, тој можам да кажам дека беше доста
доста актуелен и доста интересен концерт, но пак ќе речам, секој концерт си има своја специфика, бидејќи ни еден концерт не сум го повторил. Секој пат барам различна тематика, различна содржина и тоа за мене е предизвик да секој пат сум различен со тие концерти, така да затоа велам секој си има посебна своја убавина. Еве последниот концерт кој беше јубилеен, бидејќи имаше голема програма, траеше 3 сата, една опера извозивме, што е малце нели за нашиве простори предолго, но немав и како, бидејќи сепак сум свирал долги години во опера, еве работам во школа со оркестрите, со Мандолинскиот и со Арко, така да сакав се да биде офатено и да го споделам тоа со публиката што имаше прилика да дојде на тој концерт. Така, Мандолинскиот оркестар Скопје го спомена, пред малку е чедо на татко ти, на Рамадан Шукри, го наследи ти местото како диригент, така? Па вака, мислам, приказката е што сегашниот Мандолински оркестар Скопје го формиравме заедно. Претходно нели се знае он уште на времето работеше се создава до 25 мај. Реално и тука почнав јас да растам, а веќе од 2001 година се формираше новиот оркестар, Мандолинскиот оркестар Скопје заедно. Така да он си функционира и еве, можам и сега да искористам приликава, ние наредната недела на 14 ноември го имаме нашиот традиционален новогодишен концерт. Ќе биде во Музеот на македонската борба и можеме и да најаваме, еве и ние секој пат сакаме да бидеме иновативни во нашите концерти. Ние во соработка со Нула отпад веќе 2 години организираме концерт каде што публиката си носи сами собствени билети, односно електронски отпад, така да и тоа е условот за влезница, дали батерии, дали не знам стари лаптопи и така натаму, секој вид на електронски отпад, може слободно да го донесат на концертот и така да направиме, се држиме како еко оркестар, еко амбасадори сме во тој поглед. Браво. Има ли се уште интерес кај младата генерација да учат инструменти, да бидат членови на ваков оркестар со оглед на тоа дека дојде едно друго време кога да се оди во хор или да се членува во оркестар не е во мода, можеби, или јас грешам? Па не, дефинитивно така е. Порано, да кажам, че употребам вриеше од хорови и мандолински оркестри по осмолетките. За жал сега тоа не е така. Еве Скопје само можам да кажам, моментално колку што знам функционираат само 3 мандолински оркестри во осмолетките. Така да тоа е страшно малце. На времето Прилеп имаше биенале на мандолински оркестри од цела Македонија и тоа е во големо опаѓање, а морам да кажам вака, можеби во оваа актуелност на формирање на новите национални културни установи, морам да речам дека мандолинското музицирање има многу поголем национален интерес од сето тоа што сега се создава, бидејќи тоа преку 5-6 години традиција и навистина ја можеби еве еден апел до сите колеги во Македонија да се потрудиме да го задржиме мандолинското музицирање, бидејќи тоа сепак е нашиот културен амбасадор и секаде каде што сме оделе надвор, сме се враќале со награди и достојно сме презентирале Македонија. А поголем национален интерес од тоа нема. За жал пак велам тоа опаѓа мандолинското музицирање, се трудиме да задржиме. И еве сега правиме ние напор да со концерти, мини концерти по училиштата, да нас навистина да заинтересира популацијата, младата популација. А знаете како во денешно време младата популација растргната е насегаде. Курсеви, не знам, спорт и така натаму. Телефони, кој ќе ги држи телефоните цел ден? За жал, ќе речам искра, пред некој ден многу пријатно бев изненадена. Од дома ве слушав со Слободанка, бевте вака застанати тет-а-тет, кога кажа дека како мала си посетувала фолклор. Да. Така, нели? Да. Браво. Кај Тофе, во Пионерски дом Карпош. Секоја чест. Дали некогаш си пробала некој инструмент да свириш? Сум, ама верувај ми не, безуспешно. Кратка кариера. Да. Добро, ние се ќе формираме еден сениорски оркестар, па може вака да инициираме. Вистинска шанса. Не е исто да подигруваш, да подцупкуваш и да свириш, така. Да. Па вистинска шанса никогаш не е доцна да се проба нешто и на овие. Како викаат, можеби знам и француски, ама не сум пробала. Не си пробала. Нели? Да, иначе еве културно-уметничка друштва и сите тие ансамбли што постојат и оркестри и хорови, навистина се репрезентанти на македонската музичка култура и уметност. Еве ние оваа година во јуни месец бевме во Измир во Република Турција, веќе в година е стигната покана за Анкара и од Франција една покана, па здраве ќе видиме што ќе реализираме. И затоа велам, би требало јас можеби би скренала внимание не со критика, него едноставно да државата повеќе обрне внимание на таков тип на ансамбли, бидејќи тоа е нашето културно наследство. Секоја чест на вистина. Ти благодарам многу што ова утро дојде, проговоривме понеделнички вака
постфестум за она што се случуваше пред 2-3 недели. Посакувам уште многу успешни настани да се реализираат, да бидеш радост за сите нас, најмногу за твоето семејство, ама и за публиката. И ќе се видиме на 14. Благодарам на предсе на поканата, ми беше причина со големо задоволство. Навистина е пријатно кај вас во емисија и поволете на концерт. Ти благодарам многу, а сега да проследиме нешто од предпоследниот концерт, бидејќи овој најновиот се уште се монтира. Се монтира, да. Да, но ќе погледнеме нешто прекрасно убаво кое ќе ве опушти вака понеделнички и ќе си продолжиме со сите наши останати содржини. Искра, мислам дека потоа Закажуваме се една средба на 50 години од кариера, а до тогаш многу концерти настани. Дама заедно со вас како учесници. Да. Имаме време до 50 години ќе усовршиме по неколку инструменти што не сме ни паднале на памет дека ќе ги научиме така. Ти благодарам уште еднаш официјално.